една која што дојав менеджмент на време, тотално ми се смени перцепцијата. Во 2014 година прв пат посетив една од обуките, тоа беше обуката за менеджмент или управување со време. Поактивно работам на своите цели и мрзливоста веќе не е дел од мене. Од таа обука научив многу нови вештини како себе си да си се организирам. Во тие 24 часа никогаш нема да ја заборавам она интересна вежба која што Лазар многу често ја практикува, а тоа е претурањето на водата од шишето во сите садови и на онаа дупната чаша која што ги представува сите социјални мрежи и целото денгубење кое што за жал многу често и денес знае да ни направи проблем во нашите животи и да си го потрошиме времето чисто онака. После определен период сватив дека комуникацијските вештини се нешто клучно за да успееш да се развиеш како правилен човек и да ги пренесеш своите мисли, намери до останатите без притоа да ги повредиш, што е многу битно. Што ми се потврди после обуката е тоа дека од 60 до 80% кога комуницираме, комуникациите се неуспешни, тоа треба да го сватиме. Сватив дека ми треба некој кој што ќе ми помогне да најдам начин да си ги срочам мислите во што пократок текст. Како на дополнување на обуката за комуникацијски вештини се појави онаа обука за управување со конфликти. Обуката за менеджирање на конфликти многу влијаеше на мојот однос, особено професионален однос. Сватив дека многу често се наоѓам во позиција на мече која што ќе се собере самото во себе и ќе остане би работите да си поминат такви какви што се. Важна работа за која што сум многу благодарна на Лазар е делот со емоциите. Конфликт кој што го имав постојано, кој што не знаев да го изменаџирам поради емотивната борба што водев внатре во себе. Минатата недела се случи повторно истиот конфликт, само што сега јас веќе свесна за своите рани, за својата емоционална состојба, успеав тоа конфликтот да нема доприлично, што смитам дека за мене е многу голем напредок. Имаше еден малку поголем конфликт со многу блиска личност од мојот живот и некако не се разбиравме, ниту таа ме разбираше мене, ниту јас не ја разбирав неа и скоро секој ден имавме расправи од по 30 на минути и јас бев лута и другата личност беше лута. Се дојде еден момент кога сватив дека треба да си ги сканализираме енергиите една кон друга, да си ги кажеме работите на најбезволен начин, дека јас ја разбирам неа, таа треба да ме разбере мене и на крајот од денот да се поправи таа врска колку што може, значи да барем да ставиме ханзапласт на раната, да не остане отворена. Вие се обиш кои што суштински прават некоја промена во мене, во мојот мајндсет до сега. Обучувачот знае да пристапи кон секоја индивидуа посебно, иако обуките се одржуваат во група. После тоа јас им гарантирам дека ќе имаат поддршка и од обучувачот и од целиот тим на симбиотика во остварување на нивните цели кои што сакале да ги постигнат со обуката. 20 на обуки да има симбиотика, мене никогаш нема да ми биде злодавно да ги посетувам истите, затоа што знам дека тие ќе бидат премногу квалитетни и ќе донесат некоја промена која што мене ќе ме донесе прецена на повисоко ниво во однос на емоционален и на професионален развој, а од друга страна така ќе им ги разубаваме животите на останатите, имајќи уште една квалитетна личност покрај себе.